Градоначалникот на општина Бутел Дарко Костовски информираше дека започнала целосната реконструкција и санација на 20 улици, претежно во руралните делови. Започнуваме со улиците во Љубанци, кои ќе добијат асфалт по машинското гребење и поставување на нов тампон. Градежната офанзива се одвива со силна динамика, информираше Костовски. Првиот човек на Бутел додаде дека ќе продолжат и во останатите населени места, кои што се опфатени со големата градежна офанзива. Јавното предпријатие Улици и патишта Скопје утрово информираше за тековни активности на нивните екипи за денешниот ден. Екипите на ова јавно предпријатие спроведоа активности за залевање на пукнатини во асфалтот на коловозната површина на булевар Партизански одреди. Извршиле санација на тротоар на улица Волковска, прередување на оштетени плочи на тротоар, како и санација на оштетени заштитни столпчиња на градски сообраќајници. Исто така, при редовна контрола на семафоризирани крстосници во градот, извршена е санација на дефекти и семафорската опрема. Спроведени се активности за ноќно одбележување на хоризонтална сигнализација на градски сообраќајници. Јавното предпријатие Улици и патишта Скопје информираше дека се спроведени и активности за одржување на кејот на реката Вардар, рачно и машинско чистење на обрасната нискостеблеста вегетација од косините и скалилата. Идејата и заложбата за обединување на регионот преку спортот добива конкретна реализација на иницијатива на Македонското министерство за спорт, поддржана од сродните министерства во Србија и во Црна Гора, со кој имаме воспоставено билатерална соработка. Од 28 до 30 август во спортскиот центар Борис Трајковски во Скопје ќе се одржи првото издание на регионалниот ракометен турнир. Овој спортски настан, велат организаторите, е пилот проект кој има за цел да ја трасира патеката за основање на регионална ракометна лига, што ќе ги обедини водечките клубови од регионот. Турнирот се одржува со поддршка од Министерството за спорт во организација на Ракометната федерација на Македонија. Во женска конкуренција Македонија исто така ќе ја представуваат двете водечки екипи: ЖРК Ѓорче Петров и ЖРК Металург автокоманда. Од Црна Гора доаѓа шампионот ЖРК Будуќност, а од Србија ЖРК Бор. Во текот на трите надпреварувачки дена ќе се одиграат по 4 надпревари. За сите надпревари влезот во спортскиот центар Борис Трајковски ќе биде слободен, а публиката ќе има можност да ужива во квалитетен ракомет непосредно пред стартот на новата надпреварувачка сезона во националните првенства и во европските купови. Општина Центар доби 6 куќички за солништа за бездомни животни, донирани од амбасадата на Соединетите Американски држави. Куќичките се поставени во паркот на франкофонијата како дел од проектот за подобрување на благосостојбата на животните. Како што информираше градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски, проектот поттикнува инклузивност и грижа за животните во јавните простори. Тој изрази благодарност до амбасадата на Соединетите Американски држави и организацијата Хумани градови за поддршката и соработката. Овој проект е пример за вистинска партнерска соработка за грижата за животната средина и животните, истакна првиот човек на Центар. Градоначалникот на општина Илинден Александар Ѓоргиевски денеска го посети Централното основно училиште Гоце Делчев во Илинден, каде во изминатиот период направени се повеќе инвестиции се со цел подобрување на условите. Градоначалникот Ѓоргиевски истакна дека училиштето е подготвено за новата учебна година, при што во изминатиот период направени се доста инвестиции со цел да се подобрат условите за учениците и спроведување на квалитетен воспитно-образовен процес. За таа цел, за подобрување на квалитетот на часовите и подобрување на образовниот процес, набавени се 6 интерактивни електрични панели, извршена е целосна санација на подовите на горниот кат, извршена е целосна реконструкција на тоалетите, исто така извршена е обнова и санација на училишната просторија наречена медијатека, која се користи како просторија за медиумски клуб. Во надворешниот дел од училиштето извршено е хортикултурно уредување на просторот. Градоначалникот Ѓоргиевски додаде дека општина Илинден и во наредниот период ќе продолжи со инвестирање во опрема на сите училишта на нејзина територија, затоа што образованието е една од најважните алки во општеството. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расу тесни.
srčno i ja sam.